Од грчкиот калимера, од албанскиот е познатиот едуа, дали говориш српски или е бугарскиот здравеј? Зборувам српски и бугарски јазик, а за албанскиот јазик разбирам по некој збор. Убаво е чувството. Полиоморфос. Дали сме подготвени за конечно отфрлање на предрасудите кон соседите? Прашуваат младите. Да. Тогаш ајде да почнеме од јазикот. Дешироните ме сони шкеп. Да, искам да се научам. Не, Фело. Можемо ли то заедно? Се разбира дека можеме. Да, би сакала да го научам грчкиот јазик. Благодарение на Младински сојуз Крушево имав приликата да соработувам со Грција и стекнав нови пријателства кои ми помагаат да го научам јазикот. Зборувам српски и бугарски јазик, а за албанскиот јазик разбирам по некој збор или реченица, вака секојдневно што би слушнала, но сум отворена и имам желба да научам повеќе. Дефинитивно би сакал некој ден да научам повеќе јазици, односно јазикот на нашите соседи, поради тоа што како соседи треба повеќе се почитуваме, помага при мултилатералните односи и билатералните односи помеѓу овие држави на Балканот кои што не се соседи. И не само тоа, може да се постигнат многу познанства и многу полесно да се рушат бариерите кои што моментално поради нашата историја, ако фрлиме поглед кон истата, се поставени одредени предрасуди, а нашата работа како млади луѓе е да ги срушиме истите. Мојата приказна со грчкиот јазик започна многу одамна. Уште како дете пројавував интерес за грчкиот јазик, за грчката азбука, буквите, пробував да читам, пробував да си го напишам името на грчки, гледав вести на грчки јазик, иако не разбирав апсолутно ништо. Бев 8 или 9 години тогаш. Така што од секогаш имав некоја необјаснива обсесија, да кажем, со земјата и со јазикот, така што кога пораснав, некако природно дојде грчкиот јазик да биде тој што ќе го изучувам. Доколку некогаш постои можност за тоа, јас дефинитивно би сакала да научам некој од јазиците на моите соседи. Јазикот како јазик сметам дека не представува толкова бариера колку што мислиме дека представува. Особено кога станува збор за создавање на пријателства и на комуникација. Мислам дека единствената бариера со која можеме да се соочиме е предрасудата сите држави што ја имаат меѓу себе. Но јазикот како јазик мислам дека е најмалата бариера со која што можеме да се соочиме. Непознавањето на јазикот навидум на почетокот може да делува како да врши бариера кон младите и луѓето, но со самото тоа се поставува уште една можност, а тоа е младите помеѓу себе директно да си помагаат и да учат разни изрази, реченици кои што може да им помогне за воиднина. Тоа не значи дека деловно ќе се комуницира, но за почеток обичен разговор да може да се постигне би било дефинитивно од огромна можност и бенефит за сите. Па не гледам причина зошто би представувала бариера јазикот. Доколку не е грчкиот јазик, англискиот јазик секако многу млади луѓе во Грција знаат, разбираат англиски, немаат проблем. Иако морам да кажам дека чувството, значи моментот кога ќе видат дека го зборувате грчкиот јазик, макар и малку, дека се трудите неколку збора да кажете, е непроценлив, затоа што веднаш се обидуваат да ве поддржат, ве охрабруваат, среќни се и дури се зачудени, воодушевени зашто некој би го учел токму грчкиот јазик. Јас сметам дека ова не би требало да представува бариера за градење на нови пријателства, бидејќи сепак на крајот на денот јазикот не е единственото средство за комуницирање,
ние, особено младите, би требало да бидеме креативни и да изнајдеме некои нови начини и алатки кои што би ги користеле за да оствариме некаква комуникација и општење со соседите, а без при тоа да го користиме јазикот. И сметам дека тоа е релативно остварливо, бидејќи сепак живееме во еден модерен свет каде што технологијата има напредок од огромни размери и затоа сметам дека ова не би требало да не представува пречка. Па не знам дали истовремено може јазикот и да не соедини и да не раздели, но сметам дека познавањето на јазиците вака меѓу себе, меѓу соседите, представува еден вид на слобода за подобра комуникација и подобра соработка. Јазикот може да не раздели, може да не обедини, меѓутоа ние треба да целиме кон тоа да се обединиме, да ги срушиме тие предрасуди кои што ги имаме и заедно да научиме по израз 2 од сите јазици, поради тоа што тоа е потребно и важно е за понатамошно функционирање на нашите држави. Во секој сенс, во секој однос е дефинитивно круцијално и потребно ако сакаме да продолжиме да функционираме како соседи во секој аспект. Апсолутно мислам дека јазикот не е причина за да не раздели, токму спротивното. Морам да кажам дека познавам грци исто така кои го изучуваат македонскиот јазик, кои се исто така воодушевени од македонскиот јазик, како што јас сум, например, фасциниран од грчкиот јазик, исто така и обратно, значи познавам еден млад човек од Патра кој што ги почнал сосема случајно да ги слуша песните на Тоше, се заљубил во македонскиот јазик и почнал сам да го изучува и денес збори перфектно македонски јазик, а средношколец е. Кратко кажано, да, јазикот може да не соедини, истовремено може да не раздели, меѓутоа може да не раздели само доколку ние го дозволиме тоа, односно покажано преку пример доколку двајца луѓе говорат различен јазик и не говорат некој трет јазик на кој што би можеле да се разберат, тогаш нивната комуникација би била потешка и доколку тие веднаш се откажат и ја прекинат комуникацијата, а наместо да пронедат некој нов начин на кој што би можеле да се разберат, тогаш дефинитивно јазикот би бил пречка и би бил причина за нивно разделување. Како што се зближуваат луѓето, се учи по еден израз, втор, реченица, по две, и со тоа се зближуваат и јазиците и луѓето, што дефинитивно, како што разговараме, е најважното од се моментално. Кога станува збор за добрососедска соработка, особено кај младите, сметам дека јазикот воопшто не представува проблем, со тоа што ние како млади сметам дека сме многу отворени за соработка и за комуникација и за изучување на другите јазици на нашите соседи. Од друга страна го познаваме повеќето и англискиот јазик, што многу ни олеснува во комуникацијата и прави многу полесно да комуницираме. Повторно ќе кажам, мислам дека нема причина зошто јазикот би бил бариера во младинската соработка. Дефинитивно јазикот не представува и не би требало да представува бариера за младите да градат добрососедски односи. Сметам дека е важно да се научат јазиците на нашите соседи, поради тоа што многу по-лесна и по-добра комуникација и соработка би имале со нив доколку меѓусебно си ги знаеме јазиците. Сметам дека е многу покомотно би било да создадеме пријателства и дека многу би можеле да научиме за нивната култура преку јазикот. Убаво е чувството кога, бидејќи се смета за релативно тежок јазик, кога ќе кажеш дека знаеш грчки, тука луѓето се претежно изненадени, така да морам да кажам дека има моменти кога се чувствувам посебно затоа што го знам, разбирам грчки јазик, читам книги на грчки јазик и слично. Многу млади во Македонија сакаат да научат и албански, и српски, и грчки, и бугарски, да го научат јазикот на соседот. Затоа оваа епизода на Слободоумни ја завршуваме вака. Јас, Тиканис, Кала, Евхаристо, Параполи, Калимера, Калиспера, Калинихта. Мулипис, агапи му, мене да стасуваш љубов моја. Дали говориш српски? Полиоморфос. Те дуа,
че, по, Здравей!